Почитуване колежке, министерка за труд и социјална политика Јагода Шахбазка, почитуван раководител на секторот за соработка пред делегацијата на Европската унија господин Худолини, почитувани социјални предприемачи, почитувани пријатели, дами и господа, почитувани присутни. Денеска го одбележуваме официјалното започнување со работа на Националниот центар за социјални предпријатија. Отварањето на овие простори тука во центарот на градот Скопје значи отварање на една сосема нова врата во бизнес секторот во нашата земја. За мене ова носи многу радост и грст надеж. Како што сум кажал повеќе пати, социјалното предприемништво не е ништо помалку од иднината на предприемништвото како форма, во кое се повеќе ќе сведочиме бизниси кои освен што генерираат профит, создаваат и позитивни промени во општеството. Или ќе носат социјално-демократски вредности во секојдневното работење. Оваа влада го препозна потенцијалот и потребата на социјалното предприемништво, затоа нашите политики одамна се ориентирани кон интеграција на истата во економијата. Токму затоа, на 28 септември, како што кажа министерката, беше усвоена и Националната стратегија за социјалните предпријатија, со која создаваме една официјална платформа како алатка која ќе ни помогне во следење на развојот на социјалното предприемништво во нашата земја. Би сакал да потсетам дека преку Фондот за иновации и технолошки развој оваа година за прв пат овозможивме и финансиска поддршка од 6 милиони денари за реализација на проекти за социјално предприемништво. Ме радува што на јавниот повик се пристигнати дури 69 апликации, а Фондот за иновации и технолошки развој може да поддржи дури до 90% од целокупниот буџет на проектот. Отварањето на овој центар е дел од проектот кој што е финансиран од Европската унија, со кој исто така се формирани 8 регионални точки за поддршка на социјалните предпријатија во различните градови. И веројатно ова е доказ за вербата дека развојот не се случува само во Скопје, туку тој треба да се случува и во Велес, Тетово, Куманово, Битола, Охрид, Струмица и Штип. Моето долгогодишно искуство во стопанството ме научи дека бизнес секторот не е само моторот на економијата во една земја, туку тој сектор е многу повеќе од тоа. Всушност, ако го гледаме бизнес секторот единствено низ економска призма, ние го подценуваме и не го искористуваме неговиот максимален капацитет. Флексибилноста на бизнес секторот му ја дава моќта да создава нови параметри и вредности во општеството и пополнувајќи ги празнините во него, да го креира она што недостасува и да ги поврзе сите општествени групи, создавајќи една целина која што ќе резултира во солидарно општество. Утрово прочитав една информација. Сопственикот на штипската текстилна компанија ВАБО спроведе нешто на дело. Утрово тоест вчера, после 25 години, господинот Ване Богдов, успешно работење, компанијата целосно ја препуштил на неговите вработени. Секоја чест. Социјалното предприемништво како посебна форма на предприемништвото, чија цел е создавање на социјална еднаквост и заедништво, се фокусира токму на многобројните социјални, еколошки и општествени предизвици. Владата на Република Северна Македонија е посветена да создаде солидарно општество за сите. Социјалното предприемништво е чекор напред кон таа визија, која што се сведува на тоа дека нашиот систем е должен да ги интегрира ранливите категории и да им обезбеди услови за функционирање во системот, создавајќи простор за креирање на решенија на општествени проблеми и охрабрувајќи го бизнес секторот да иновира проекти кои што ќе допринесат за општествено добро. Сакам да посочам дека социјалното предприемништво го издвојува поединецот како двигателот на промените. Впрочем, иднината на светот се движи токму во таа насока, односно промената која што еден човек ја бара, всушност тој и самиот ја креира. Владата
прави напори да создаде што е можно поповолни услови за развој на општеството и за создавање на можности за иновација и промени. Но сепак останува на поединецот да ги препознае можностите и да се осмели да создаде нешто поинакво. Се радувам на сите позитивни промени кои допрва ќе се случуваат во нашето општество, но особено се радувам дека ваквите проекти полека стануваат наше секојдневие, што значи дека ние сигурно ќе кориме кон создавањето на едно инклузивно општество со поволна бизнис клима која распознава безброј нови можности, меѓу кои се и социјалните предпријатија како сериозна гранка во стопанството, на која јас гледам како на мала револуција која ќе измени бизнис климата на подобро, но ќе го измени гледиштото на луѓето, бидејќи има емпатија и грижа една за други. Навистина, на крајот на денот, тоа е најзначајното нешто кон кое треба да се стремиме. А оваа влада ќе продолжи да создава политики кои ќе го подржуваат и охрабруваат секој еден поединец да создаде свој бизнис, да биде дел од ова општество, затоа што ова општество е општество за сите, без исклучоци, без изговори. Благодарам.